Здраво на сите, добре дојдовте во Колегиум. Изминатата недела беше турбулентна, како во земјава и регионот, така и во светот, а тоа се обидовме да го следиме во чекор со нашите вести, со нашите анализи и се разбира колумни. Во текот на изминатата недела беа објавени повеќе текстови и анализи и на Civil Today, тоа е англиска медиумска платформа на Civil, а во рамките на тие објави може да спомнам само три. Едната се однесува на Путиновите мировни лаги за неговиот терор кој е скриен зад дипломатијата. Понатаму се има еден посериозен, би рекол, жесток осврт на опортунизмот на граѓанското општество под наслов Silence in Suits или молк во костуми. Не сум сигурен дали тоа отиде и на македонски јазик, мислам дека отиде преводот и на македонски јазик, а исто така има и неколку други анализи кои се однесуваат на руската агресија против Украина и против демократскиот свет, а има и голем број содржини од она што беше активност на цивилна меѓународен план, а тоа е Вестминстерската алијанса за Украина. Исто така има голем број содржини за неделата на циркуларната економија на Западен Балкан, каде што во регионални рамки Цивил исто така беше многу присутен. Што се однесува до продукцијата на Цивил медија на македонски јазик, јас би сакал денеска почнеме со една интересна тема, интересни откритија кои ги покрива мојот колега Драган Мишев, кој веднаш повеќе го замолам да елаборира на таа тема, се однесува на Рамбл, инвестицијата на Крис Павловски во Северна Македонија, што е дел од пропагандната мрежа на Кремљ. Понатаму, знаете, Трајко Славевски од ВМРО-ДПМН е новиот гувернер на Народната банка. Повеќе за тоа ќе зборува мојот колега Дехран Муратов, веднаш по Драган, инаку во теке и споменатата недела на циркуларната економија на Западен Балкан, а Цивил како дел од Логекс мрежата на регионално ниво ја одбележува ова четврта година поред на ова недела на циркуларната економија на регионално ниво со една сериозна регионална онлайн конференција која се одржа вчера. За тоа повеќе ќе зборува мојата колешка Билјана Јордановска, понатаму би сакал да го слушнеме и нашиот драг колега Зоран Иванов, кој напиша уште еден лупинг под наслов "Наместо европски реформи, предизборни идентитетски магли". Што мисли со тоа и кои се предизвиците пред македонското општество, ќе слушнеме од него понатаму, а потоа ќе се вратиме кај Дехран и ќе го прашаме зошто јавното обвинителство ја отврли пријавата против директорот на Агенцијата за национална безбедност. Во регионот мојата колешка Дијана Тахири ќе го издвои оној дел кој се однесува на Република Српска. НАТО излезе со декларација за длабока загриженост за постапките на Додик и за него исто така ќе ни каже Дијана дека се подготвува за бегство. Деталите ќе бидат кај нејзе. А ќе завршиме и со една алармантна анализа, а тоа е за Западот. Како Западот и помага на Русија да ја финансира својата воена агресија против Украина. Се разбира, ќе имаме веројатно и други прашања и подпрашања, дискусии во текот на ова издание. Да не должам понатаму и онака одолжив. Одиме со Драган Мишев. Драган, здраво. Те молам, кажи ми како тоа Рамбл е всушност канал на руската пропаганда која доаѓа од Кремљ. Џабер, да
Да не беше цивил медија, немаше, ќе останеше Рамбл само спектакуларна инвестиција во Македонија, барем како што го пренесува тие што го донесоа и медиумите блиски до нив. Толку пари, овој бил Сите медиуми. Да. Меѓутоа, на само неколку клика може да се дознае зашто всушност што стои во позадината. Рамбл, нели, како што од 2013 е основан, меѓутоа последните години доби на популарност, рекламирај се како независен и каде што нема цензура и каде што се пласираат содржини кои на други места не би отишло, што всушност како самиот да кажува дека е отворен за црна пропаганда, за дезинформации или со други зборови. Покана за танц. Како створен на тајната мрежа на медиуми и новата стратегија на Кремљот, како неговите државните медиуми не добива место се помалку место добива на Запад, така да се најде алтернатива како што ќе се испостави. Прво тоа што го забележав тука, дека со Рамбл се занимава и службата за надворешно разузнавање на Украина, кој го лоцира токму како бајпас на тоа што Russia Today, руската национална државна телевизиска мрежа, кај што не може да се пласира преку и Спутник, меѓу другите, и други такви агенции и медиуми, се пласираат преку Рамбл и преку социјалната мрежа на неговиот пријател со кој толку се фали, Илон Маск. Значи тоа убаво друштво, нема што. Многу убаво друштво, да, како што во 2025 година, како што истражува според наудите на Украинската разузнавачка агенција, Кремљ алоцирал и издвоил 31 милиарда рубли за одржување на РТ преку овие надворешни, да ги речам, соработници. Меѓутоа, тоа не е само од сега. Јас како што 31 милиарда рубли, колку пари се тоа? Сега точно не знам во моментов да ти кажам, меѓутоа многу. Ми кажеш. Сега ќе ти кажам, да. Да. Рамбл, сега ќе кажам една информација, значи Центарот за ресурси за бизнис и човекови права во Америка објавува дека во септември минатата година Рамбл добил федерално обвинение од Нјујорк, каде што се тврди дека добил речиси $10 милиони одвработени во Russia Today. Значи една многу сума која Одлична сума, нема што. Предходно, да, како идеме наназад, ќе дојдеме и до тоа дека предходно и во март Reuters објавува дека било откриено дека руската мрежа РТ се пласира на западот и кај европјаните преку оваа мрежа, откако нели сите други ја прекина соработката како мета платформ Твитер, тогашниот Твитер, тука се појави Рамбл, кој ги презеде на имитувањето на нови канали на својата програма. И доаѓаме до тоа дека всушност инвеститорот што беше рекламиран како американски инвеститор близок до Трамп е всушност канаѓанец со македонско потекло кој не знае македонски. Кој одлично соработува со Кремљ. Фантастично. Меѓутоа, ветер во грб или пушак му има дадено уште 2021 лично Трамп, кога ја лансира својата социјална мрежа Truth Social и го договара Крис Павловски и Рамбл да бидат директно да ги пренесуваат неговите постави. Добро, ти благодарам многу. Има се разбира, ако има уште некое прашање од екипава, се разбира тука ќе биде и Цивил Медија
и понатаму. Тоа што го зборуваш сега, би сакал да го издвоиме во посебен подкаст деноиве, ако видиме дека има интерес, мислам дека ќе има интерес за оваа тема. Тоа прва треба да се развие. Да, сега би сакал од ова да се префрлиме на една наша домашна Made in Macedonија, цела да е вечна е теленовела. Тоа е теленовелата Трајко Славески, авантурите на Трајко Славески и власта, да видиме за што се работи, како тоа стана Трајко Славески толку одговорен за парите, веројатно и за тоа што беше жесток противник на покачување на платите. Дехран, те молам, кажи ми повеќе за оваа теленовела, шпанска серија или како сакаш, наречена Трајко Славески на патот кон гувернаторијата. Да, Џавер, интересен беше предлогот да слушнеме кој ќе биде новиот гувернер, повеќе беше кој да мислиш кој ќе биде папата на светот, а не кој ќе биде гувернер на... Толку беше таинствено до последен момент, не знаевме кој ќе биде гувернер, се вртеа 3 имиња, меѓу кои и еден познат поранешен министер кој што беше дека така домаќински настапувал, дека повеќе мислиме немаме за чоколади, овако немаме за леп трошиме на чоколади. Да, и тој истиот што сакаше му лупне слушалката на тогашниот премиер од глава. Да, тој беше еден од кандидатите, вториот кандидат беше Трајко Славески, третата кандидатка, односно 4, ама една третата е актуелната гувернерка за која што во изминатиот период не се сврте и не се објави ни една афера, ни една критика за незиното работење, и мене ми е чудно зашто повторно не се реизбра таа гувернерка, со оглед на тоа дека нашата председателка Гордана Силјановска-Давкова е голем поборник за повеќе жени во политиката и во раководни позиции. Одеднаш изненади незиниот избор да се избере токму Трајко Славески, да го предложи да биде кандидат, и нели нормално кога предложува некој веднаш после тоа се избира. Очекувано беше дека собранието нема да собере храброст да гласа не, ако тоа има аминот горе, нели, од прво. Така што интересно е тоа што токму Трајко Славески е најголемиот кочничар за проектите во град Скопје, човек кој што не гласаше да се изгласа да се купат нови автобуси за граѓаните, кои што нема да мрзнат по улиците, човек кој што на социјалните мрежи малте не има таков говор кој што е загрижувачки со оглед на тоа дека директорот како заменик председател на Левица, да. Или како коалициониот партнер на Мицкоски македонски концепт Петар Богоевски, кој што се правда, нели, он барем вели дека му го хакираат профилот, па не е он тој што така вулгарно коментира. Тој хакерот некако цело време во негов стил и постојано ги напаѓа неистомислениците. Демократските. Но за разлика од него, Трајко Славески не се ни правда дека он стои за тие коментари. Но исто така има еден момент каде што он во еден негов статус пишува малте не и расистички коментари кон ромите и мигрантите, затоа што он вели дека тие луѓе што ги гледа на улица, каде што му мијат кола на семафор, биле неработници и џаболебари кои што живеат на социјална помош, а оние кои што работат на градилиштата биле црномурести луѓе кои што доаѓаат од некои мигрантски, од некои западни или незападни источни земји.
Но тоа дека ќе се промени. Токму тој човек кој што зборува вака дека ќе се промени статусот на овие луѓе кои што работат во граделиштата или кои што работат на улица собирајќи суровини или помијат коли, токму тој човек треба да им го подобри животот со тоа што ќе биде нели гувернер на Чекај Народна малку, банка. извини, морам да те прекинам тука. Кој рече дека тој мора да им да им го подобри животот на тие категории? Напротив, може би е тука за да им го загорчи дополнително живот. Не, интересно е тоа што токму тој гувернер доаѓа во период кога ние имаме пола милиарда евра од унгарскиот кредит и сега во најава имаме 6 милиарди евра со стратешкиот договор со Велика Британија. Така што интересен предлог за гувернер кој што ќе треба да ги да раководи со тие пари. Па теа велам Господ нека ни е на помош со оглед на тоа дека и тој самиот вети дека ќе не убеди во спротивното од нас тие кои што сме скептици дека нема да работи како што треба, иако доаѓа од партија и е партиски човек, затоа што нели би требало да биде некој независен експерт, но ете повторно политиката го надвладеа експертизмот и сега ќе имаме партиски човек на важна функција и се надевам дека нема да имаме нели нешто кое што за нас граѓаните е многу битно, а тоа се парите. Така, ти благодарам многу за овие детали, се разбира пред ти да ги поканиш, јас да ги поканам нашата публика да оди на Цивил Медија, да ги побара информациите, текстовите, анализите и колумните поврзани со сите актуелни настани, а се разбира исто така и со трендовите, политичките и општествените трендови во нашата земја. Што значи тоа? Ултранационалисти, хардкор националисти, расисти, дискриминатори, сејачи на омраза, тие што ја поддржуваат војната на агресија, геноцидот и воените злосторства, се наоѓаат на вистина високи и одговорни позиции во нашата земја, во владата, во системот и го раководат системот на оној начин на кој го гледаме секојдневно и се разбира особено ако не ги држиме очите силно затворени поради силната медиумска пропаганда која се одвива ден и ноќ. Па се разбира ќе се видиме уште еднаш со тебе затоа што сакам да те прашам и во врска со навистина симптоматичната симптоматичното ослободување од одговорност на директорот на Агенцијата за национална безбедност Христовски, но прво да одиме на малку по-ведра, би рекол, тема, по-оптимистична тема која е поврзана со иднината, со нашата планета, со она што се нарекува и циркуларна економија. Повеќе за тоа ќе слушнеме од Билјана Јордановска. Повели Бибе. Благодарам, Џабир. Токму така, од 26 мај стартуваше неделата на циркуларна економија 2025 година, што ќе заврши сега во недела на 1 јуни, а која што ги обедини нашите партнери, односно партнерите, организациите во кои сме вклучени и ние, Зелен Цивил, како организацијска единица на Цивил, во мрежата Логекс, во која учествуваат сите земји на Западен Балкан. Оваа година сите се обединевме преку интересни активности и настани под мотото од локални решенија до регионално влијание. Накратко, чисто за подсетување, и тоа се надевам дека ќе ги мотивира сите што не слушаат и да научат нешто повеќе. Ќе кажам нешто за Логекс заедницата. Таа е формирана од Балкан форум од Косово со цел да истреми кон одржлив развој преку промовирање на практики на циркуларната економија, преку здружување на различни актери засегнати страни, како што е академијата, граѓанските организации, медиумите, бизнисот и експертите. Значи, околу оваа идеја за циркуларна економија
преку соработка, заедничка соработка, за да можеме да донесеме значајни промени во регионот. Како што реков, ние Која финансира ова мрежа и оваа иницијатива? Вака, ова е иницијатива во која што ние сме дел, како што реков, формирана од иницијатива на Балкан форум од Косово. Тие лансира мрежата Loglex, а со поддршка на Рокефелер браќата од фондацијата на Рокефелер браќата од САД. Ако може да се вратам на она што првично сакам да го кажам, значи оваа година Цивил и Зелен цил, неделата на циркуларна економија, ја одбележа и уште одбележуваат богата медиумска продукција, пред се во неколку сегменти. Едниот сегмент е едукативниот сегмент, затоа што ова не е четврта година заедно со партнерите од Loglex, како ја одбележуваме на неделата на циркуларна економија, и се уште го влечеме истиот заклучок дека примарната едукација на граѓаните е секогаш добре дојдена и секогаш таа е еден од предизвиците и најголемите проблеми за промоција на циркуларна и пред се разбирање на тоа што представува циркуларна економија, како и преку покажување на добри практики од циркуларна економија, преку бизнис модели, меѓутоа и прилози, интервјуа за тоа во која состојба во моментот се наоѓа, да речеме, Северна Македонија во однос на циркуларната економија. Направивме еден видео прилог за скандинавскиот начин на рециклирање кај нас, со одличен пример беше Скопје, така што мислам дека тоа помина одлично, иако е жална сликата, и без разлика што бевме фокусирани токму на начинот на сортирање на отпадот, кој што процес кој што треба да доведе до рециклирање, а ние уште каскаме и уште него ниту пак разбираме што подразбира тоа самиот збор рециклирање. Така што едукативниот елемент е секогаш добре дојден и секогаш е пожелен, и мислам дека тоа е нешто за кое што постојано треба да се збори во континуитет и не само со граѓаните, меѓутоа за жал и со институциите и со бизнис секторот. Да им се помогне да бидат општествено одговорни компании, да придонесат кон процесот на циркуларна економија. Ние одржавме вчера, тоа можам да кажам, бидејќи јас го модерирав настанот, еден регионален онлайн настан, дека помина навистина добро и мислам дека сите се задоволни, особено нашите партнери кои што учествуваа на тој настан и кои што имаа можност да ги покажат добрите практики на тоа како се како работат тие во регионот и како тие ја промовираат циркуларната економија. Ние оваа година ви одбележивме со Дај петка за подобра иднина и мислам дека така здружени и заеднички можеме навистина да придонесеме кон развојот на циркуларната економија, пред се сваќање на концептот, а потоа и кон негово спроведување. Како индивидуално и во бизнисот, така и она што е круцијално, тоа е секогаш на државничко национално ниво. Фала ти за информациите и стрпниот извештај. Ја би сакал, ако може, Аријан да го замолам да го пушти видеото, да го видиме уште еднаш, се разбира, тоа е индивидуално е пуштено на YouTube каналот на Цивил, на Facebook, на Twitter, појанем каде се неверојатно и на TikTok. Како и да ти благодарам за исцрпните информации. Да го видиме видеото.
Навистина скандинавски, нема што, еве во тој дух, во дух на скандинавските стандарди за кои изборуваше токму нашиот премиер, јас би сакал да споделам со нашата публика дека го прочитав најновиот лупинг на Зоран Иванов, наместо европски реформи, предизборни идентитетски магли. Повеќе за тоа токму од авторот. Здраво, Зоран, ти благодарам што си со нас. Само секунда, нешто не ми се Те слушаме, добро е, те слушаме. 1, 2, 3, добро е. Да, супер. Џабир, фала за најавата. Па не знам, малку е неблагородно и па и тешко е да коментираш своја колумна. Добро, ама што те поттикна? Да, знаеш по себе. Име. Вчера седница на собрани и собранински прашања и премиерот таму нешто објаснуваше за да се лобира за резолуцијата во која македонскиот јазик не знам колку пати спомна дека бил од не знам од кога, од пред Христа и така натаму. Па малку се почувствував јас исто како македонец непријатно кога некој сега после 80 години држава, што е држава и на македонците, 80 години јазик и институционализиран македонски, нели, се учи од основно училиште преку средно до сите универзитети, значи 80 години, не знам колку генерации. И ние сега топрва, место да се занимаваме со реформи европски. Универзитетски центри. Да, не те слушам. Да, добро, поред продолжи. Да, место да се занимаваме со реформи, нашиве политички елити се занимава со некој наш идентитет измислен. Мислам со некој популизам кој е непродуктивен едноставно, кој не нуди ништо, ни се исцелија луѓето. Не знам, Албанија почна нешто почна преговори, него почна сателити да емитува во вселената собствени, нели, за потребите на својот технолошки развој. Ние, не знам, уште увезуваме пак повторно домати, краставици, значи насадуваме со, не знам, со максимална брзина во рикверт се движиме назад. Со светлосна брзина. Моето големо разочарување беше и од опозицијата, поточно СДСМ, која токму на таа седница, одговарајќи на новинарски, на пратенички прашања, и таа се приклучи, се понуди дека, не знам, ќе била посветена, ќе лобира на 4 јуни во Страсбур, ќе имало расправа, па не знам кога ќе се усвоила резолуцијата во која е потврден македонскиот национален идентитет. Ако е така, треба да се распуштиме нашиот идентитет. 45-та година е потврден и забележан уште преку поранешната заедничка држава Југославија во Обединетите нации. Југославија, вклучително и Македонија, како рамноправна федерална членка, беше меѓу основачите на Организацијата на Обединетите нации, и тоа треба да се каже на младите генерации. 91 година, не е, но 93 година, како така, со фиром без фиром не примија во Обединетите нации заедно со нашиот македонски јазик. 70 која година е кодифициран во Атина дури, нели? И ево има милион катедри и во Македонија, не милион, но има доволно и странски универзитети кои изучуваат македонски. И сега кој некој европски пратеници им даме шанса на бугарските националисти да си го чешлаат јазикот со нашиот идентитет македонски. А згора на тоа премиерот вчера вели, тоа е мотивот за тој текст, за таа колумна. Згора на тоа, еве завршувам, да не должам, премиерот вели, како рече, Боже, имале бугарите во Бугарија комитет или комисија за етничките заедници, додека македонец не влегол таму, он нема да мрдне ни милиметар од својот став дека не ги пушта бугарите во устав. Прво, некој треба на премиерот да му каже дека тие бугари овде во Македонија се македонски граѓани, се дел од еден народ, бугарскиот, како што се во уставот, нели уставно дефинирано во премулата, делови од народ и другите етнички заедници во Македонија. Така што такво негира, тоа е друго е тоа што јас лично имам замерка кон нивните здруженија во Македонија за форсирање некои фашистички имиња,
затоа што никогаш не спомнале пред бугарските власти кога одат таму често на посети дека овде има македонци, македонски народ и така натаму, и дека таа битка на бугарската држава и на бугарската историографија им е изгубена, нели, во однос на македонизмот и македонството. Имам јас забелешки, но тие луѓе, тие граѓани, меѓу нив и млади луѓе, млади деца, како и се почувствуваат, ја не мрдам милиметар, па ти не се грижиш, значи, за твоите граѓани и се нивни премиер. Во таа смисла, не ми е јасно каде се движи ова македонско општество. Сум мицковски и разочаран сум од опозицијата, која вчера, мислам, заигра на популистичка карта и видат избори и ние нели се грижиме за идентитетот. Не треба да се грижи никој за идентитетот мој и наш македонски заеднички. Благодарам. Се согласувам со тебе, особено важна поента е да се запомни дека тоа што ти го кажа, дека премиерот е премиер на сите граѓанки и граѓани на земјата, дека оваа влада, оваа власт, овој систем треба да се грижи буквално за секој граѓанин или граѓанка во земјата. А тоа што е политичка, провокативна или непринципиелна или штетна активност на Софија, тоа е друга приказна, на која може да се isprotistavi една целисходна, една добра дипломатска акција, односно систем доколку има способни луѓе да се спротистават на политиките, но граѓанките и граѓаните не смеат да бидат заложници на популизмот, на национализмот и на дискриминацијата. Многу ти благодарам за ова. Да, само уште пола реченица, ако ме слушаш да завршам. Јас се обидов да поентирам во тој текст токму со тоа дека мислам дека и власта и опозицијата преку нашето Министерство за надворешни работи или ово како се ка Министерство за евроинтеграција или воопшто како влада треба да пратат допис и таа точка во делот за идентитетот да го трнат од дневен ред. Јас навистина се чувствувам и како македонец и како граѓанин на Македонија непријатно кога некој ќе расправа, ќе ми го потврдува или ќе ми го негира. Ова дури погор сум кога некој ми го негира идентитетот, отколку кога некој се бори да ми го потврди мојот идентитет. Мислам дека таа приказна одамна е завршена. Брилијантна поента, ти благодарам многу. Ова е многу интересно да видиме што зад овој популистички бран што го предизвикува премиерот кој инаку се пофали со скандинавските стандарди и со скандинавското ниво на безбедност и така натаму. Што всушност се крие уште нешто да разговараме, а веќе го најавивме, за тоа што значи тоа ослободување од одговорност на директорот на Агенцијата за национална безбедност Дехран. Христовски веќе не е одговорен. Што значеше ова? Го има тоа во цивил медија веќе објавено, предпоставувам, така? Да, може ли да ни кажеш повеќе за тоа? Така, вчерашното соопштение кој мислам дека не може да го разберат и ако се соберат најдобрите правници во Македонија, ќе нема да го дешифрираат што сакале да кажат писателите, но ете накратко јас само сакам да прочитам еден дел во кој што меѓу другото каде што велат за сомнителниот начин на полагање, дека полагал од дома, не полагал таму, дека сертификатот не бил полаган во таа фирма, туку во друга фирма, дека газдарицата на таа школа на таа фирма не можеле да ја најдат. Сето тоа не можеле да ја најдат, она беше на педикир на 300 метри од фирмата. Меѓу сите забравиле да ја побараат таму. Да. Ставаше онакви навлаки на ноктите. Меѓу сето тоа има еден дел кај што морам да го прочитам во буквална, во целосна форма како е напишано, за да не бидам изваден од контекст. Разбира, да го направиме јавното обвинителство славно. Да, вели, од тука, дури и да постои дилема за веродостојноста на документот за завршен курс, за подготовка за испитот TOEFL
издаден од Lang School, Julia, CD, не знам, CO, LTD, кој согласно во обезбедената документација не предизвикал правна последица, ниту бил од какво било значење за правните односи за именување за директор, бидејќи во досието е презентиран друг валиден документ за познавање на странски јазик. По тие причини во действијата за пријавениот не се содржани елементи на пријавените кривични дела. Чекај Стои малку, во сопштението. морам да те прашам уште нешто. Може би не те разбрав добро. Дали ова мене ми читаш сега соопштение од ВМРО ДПМН? Не, ова е сопштение на јавниот обвинител, веројатно нели таму сега добриот Коцевски, кој што до вчера не им беше добар, сега одеднаш стана добар и добар Значи, ова е од обвинител. јавниот обвинител соопштение, не е Да, ова е од јавно од обвинителство, ВМРО ДПМН. каде што вела дека окей, фалцификувал, ама не фалцификувал, полагал, ама не полагал, има сертификат, ама нема сертификат, има познавање на англиски јазик, Ја мислам нема дека тука познавање. сепак има некоја забуна. Те молам утре прати му на обвинителот мејл со прашање да не ги смешал юзернеймите, корисничките имиња на ВМРО ДПМН со Да, може некој им го хакирал мејлот, па или после е тоа го хакирано, препратил. или- Нешто се дешава. случајно ископирал соопштение на ВМРО. Извинете, секунда. Повели Драган. Мене да Монти Пајтон поише ми личи, ама Па ова за жал не е ни Монти Пајтон, ова е сериозна држава која што нели ветија дека скандинавска. меѓу другото и европска. Значи каде што нашиот премиер рече дека работиме дури и подобро од неколку европски земји, да се вратиме на некои поранешни изјави. И сега се Сигурно прашувам, работиме подобро од Германија, од Шведска, од Франција, од Велика Британија. се доведува во прашање кредибилноста на обвинителството. Се доведува во прашање и таа 2% доверба што ја има, дали ќе им остане таа 2% доверба? 2% е статистичка грешка, може би да е 0 и минус 2%. Особено да се надоврзам кога сега целиот случај е насочен кон како ќе постапат до трагедијата во Кочани, каде што истото обвинителство треба да одлучува за 62-3 жртви. Она обвинителство кое што не може да одлучи за еден сертификат, за фалцификуван сертификат или не фалцификуван, или познавање или непознавање, треба да одлучува за смртта на 60 млади деца. И мене ми е, јас како граѓанин се чувствувам поразително кога такви луѓе, такви партиски луѓе, кога партијата ќе дојде над законот, тогаш нели велат улицата е спасот, но за жал ни улицата гледаме дека ја нема. Опозицијата веројатно сега се уште се спрема или не се спрема за избори, па некако е мека, тивка, како да не постои. Немаме опозиција, немаме граѓански сектор, немаме луѓе кои што било кој ќе каже нешто против оваа власт, против некоја одлука, веднаш ќе му се најдат до пето колено таму дека он бил некаков предавник. Но моментот е што ете ние од вчера веќе имаме соопштение кое што освен професорот Гордан Калајџиев, јас не видов некој да реагира на тоа соопштение. Зборувам од правниците, зборувам од правен аспект, затоа што тоа е понижување на нивната фела. Ако некој направи некоја грешка, новинар или здружение на медиуми, на моето здружение,
објави некое соопштение кое што е контрадикторно, јас како новинар би требало да реагирам и како човек кој што е член на тоа здружение, затоа што со тоа е моја навреда, дека пушташ некое соопштение за да браниш некој партиски послушник таму. Се надевам дека И тоа партиски послушник на многу сериозно и деликатно место. Па едно од најделикатните и едно од најбитните институции, затоа што ако ние како држава се браниме со еден обичен сертификат, за безбедноста се работи. Значи за националната безбедност, не збориме за не знам некој джепчија таму дека украл не знам некој 100 денара од некој во автобус, па се ајде дали ќе го покриеме тоа дека наше дете. Ова зборуваме за првиот човек кој што ја треба да ја гарантира националната безбедност. Повторно ќе кажам, ова не е нешто секој за дневно политичка поени. Така што не знам, ајде пак ќе речам, се надевам дека ако само англискиот му е проблем, а целата друга има квалификации, па ајде ќе му простиме. Барем јас ќе му простам, а се надевам дека нема да му прости јавноста, особено не сега ако гледаме како се местат директори, а нели и брат да ми беше ќе одговара или како беше израз. Скандинавска. Да, ти благодарам за овие детали и за оваа убава Монти Пајтоновска, сепак ќе се согласам со колегата Драган, Монти Пајтоновска приказка со режија од најдобри скандинавски филмски студија. Да одиме малку понатаму и пошироко во регионот, кој секако во еден свет на поврзаност, на меѓусебна зависност, секако дека влијае на тоа што се случува или што ќе се случува и во нашата земја. Ние внимателно како редакција, особено колешката Дијана, ја следи ситуацијата во регионот. Секој ден, секој работен ден имаме избор од медиумите на албански јазик во регионот, а секако дека следиме и политичката ситуација во земјите на Западен Балкан и пошироко во регионот. Да не должам понатаму, Дијана Тахири ќе ни каже нешто за декларацијата на НАТО, во која се изразува длабока загриженост за постапките на Република Српска, а секако и за најавите, односно проценките дека шефот на Република Српска се спрема за бегство. Повели Дијана. Здраво на сите, дали се слушаме? Да. Значи, пред малку мојот колега Дехан збореше за безбедноста, националната безбедност, значи во нашата земја. Сега ние тука ќе збориме малку и за регионалната безбедност, која што секако дека влијае и на националната, пред се поради поврзаноста со со Русија, со Путин, Вучич, па Русија, Путин и понатака, нели. Пред некој ден, минатата недела, на пролетна сесија на Парламентарното собрание на НАТО, посветена на 30 годишнината од случувањето на Општиот рамковен договор за мир во Босна и Херцеговина, во Дејтон, нели сите го паметиме тој фамозен договор во кој што од кој што произлезе и Република Српска, беше усвоена декларација во која беше изразена длабока и сериозна загриженост за постапките на Република Српска, која, како што е наведено таму, го подкопува уставниот поредок на Босна и Херцеговина и Дејтонскиот мировен договор. Зошто сметав дека е важно денеска ова да се, да го прокоментираме или чисто да го спомнеме? Мене лично ми запречи, бидејќи декларацијата така и се нарекува. Насловот на декларацијата е декларација за длабока и сериозна загриженост за постапките на Република Српска, односно Додик. Сега знаеме дека ова е
ова е сепак дипломатски говор, нели, дипломатски начин на обраќање на нештата, на адресирање на проблемот. Меѓутоа потсетува и на некои минати времења за младите се како непостоечки, бидејќи не живееле тогаш, но нашите генерации ги имаат и како и убаво поминато тие несреќни времења на регионот. Кој што времено не ни беше регион, туку бевме дел од една цела држава. Вели членот од 22 од таа декларација која нагласува важноста на зголемувањето на одбранбените капацитети, значи тие размислуваат како да ја зголемат, како да ги зголемат одбранбените и се е тоа важноста, се размислува натаму, значи во тој правец се размислува. Исто така и ова некако потсетува и на минатите времења. Секогаш со задоцнување кога станува збор за вакви, да се разбереме, јас мислам дека во еден од минатите колегиуми, колку што се сеќам, Џабир, можеш слободно да ме прекинеш или да ме потсетиш ако нешто сум заборавам. Мислам дека спомнавме и често сме спомнувале дека токму председателот на ентитетот на Босна и Херцеговина, Република Српска, веќе со месеци има некој велат вулгарна, не е вулгарна, туку неговиот наратив, говор ескалира веќе геноциден. Мислам, наликува на геноциден. Тој како да се подготвува за нова војна. Некој ќе рече, да, само збори, тој нема врска тоа. Меѓутоа, да не заборавиме, тој веќе по трет пат оди во Москва. Според него, Путин е негов поддржувач, нели си ги имаат врските и затоа сметам дека затоа и аналитичарите сметаат дека овој наратив на НАТО алијансата е сепак она воздржана. Како да најавува нешто, но се уште размислуваат. Јас добро се сеќавам на тоа дека зборувавме. Дали се слушаме? Момент, сум. Добро се сеќавам на тоа што сме го зборувале токму на тема Република Српска, импликациите на безбедноста како на Босна и Херцеговина, така и на регионално ниво. И се согласувам со тебе дека ситуацијата е загрижувачка и може да ескалира во многу сериозен конфликт од една страна. Од друга страна, сигналот што го праќа НАТО, пази, не го праќа некоја агенција на Обединетите нации, го праќа НАТО. И кога НАТО изразува сериозна загриженост, тоа не е баш мал сигнал, не е сигнал кој треба да се занемари. Напротив, тоа е веројатно последното предупредување. Тоа е едната работа. Втората работа е дека Додик, без оглед на тоа колку сака да ескалира и неговиот вокабулар е експлозивен, ти го нарече и геноциден и така натаму, и тој навистина не е далеко од тоа дека не е геноциден, напротив, кога го спомнува тоа дека треба да се врати ВРС, вооружената формација која меѓу другото го спроведе и геноцидот во Сребреница. Ние треба да знаеме дека прво Босна и Херцеговина веќе не е тоа што била пред 30 години. И исто така треба да знаеме дека и светот и НАТО веќе не се она што биле допред, би рекол, дури и допред 3 години пред да почне целосната инвазија против Украина. И исто така не сум сигурен дека Додик е во ситуација да смета на целосна руска поддршка, освен тапкање по рамо и потоа да предизвика проблеми кои ќе бидат решени на помалку или повеќе груб начин.
изборувам во еуфемизми тука. Да, тоа се разбира дека сме навикнале да гледаме дипломатски соопштенија. Мислам дека сакаше нешто да кажеш, ама си мутирана, што ми дава мене шанса да зборувам повеќе. Насловот е таков што може да биде оценет како уште една еуфемистичка дипломатска завиткана во ракавици декларација која на балканските тапоглавци од типот на Милорад Додик може да им звучи само како сигнал на тоа дека се исплашени или незаинтересирани. Не мислам јас дека него тоа му личи така. Друго нешто сакав да кажам со ова и многу кратко, џабири сите мои колеги и другите што ќе слушаат. Сметам дека овие вести, ова е вест, значи дека НАТО реагира сепак. Нас, како што кажав, ова е дипломатски избор. Тие секако нема да кажат дека еве ќе те утепаме ние тебе. Нема. Значи во таков говор. Сепак овие вакви вести, овие вакви декларации, овие вакви усвојувања на некои закони, декларации или понатамошни дејства, во Македонија медиумите не ги како да не речам ги игнорираат. Не ги ставаат пред својата призма, а се значајни, сепак се значајни. Со тоа што јас ја прокоментирав дека е таква дипломатска сува, не знаеме што е, не значи дека е со помала важност. Знаеме дека има важност, меѓутоа како да не е од важност, а од големи важности се оваквите декларации, бидејќи сме и ние партнер на НАТО партнер, така што тоа ќе биде и наша одлука, така што и да се случи ќе биде и наша одлука. Ти благодарам. Да, брилијантна поента, да, управо си сосема, ти благодарам за тоа. Јас би сакал да видиме како сепак има еден друг поглед на тоа како Западот реагира на руската воена агресија, целосната воена агресија против Украина, намерно или ненамерно, таа и помага на Русија преку купувањето на нафта и газ од Русија. Затоа, како што ветив на почетокот, повеќе ќе слушнеме од Драган, а вие, колешки и колеги, подгответе се доколку имате некоја кратка поента или прашање меѓусебно да се прашате или да кажете, ве молам, сега е времето да го смислите тоа, а во меѓувреме да го слушнеме Драган. Драган, unmute, please. Заборив unmute. Таче еве после 4-та година веќе како трае војната, Русија се продолжува да заработува милиарди долари од извозот на фосилни горива и покрај сите санкции што и ги одреди Западот, сепак никако се чини дека никако да најде на права вистинската формула со која ќе ги скрати финансиите на Русија, која таа ги вложила во финансирање на војната во Украина. Еве само од почеток, значи на инвазијата, Русија заработила 3 пати повеќе пари од извозот на фосилни горива, отколку што сојузниците и дале пари како помош на Украина. Значи тука што тука се гледа неравноправноста меѓу овие две завојувани страни, а никој реално не презема ништо за да го спречи тоа. До некаде еве Соединетите држави Британија го забранија и увозот и на нафта и на газ, меѓутоа во Европа увозот на газ не го забранија, па дури и за некои земји не важи ниту забраната за увоз на нафта. Значи, тука имам само секунда, имам една табела, 939 милиарди долари заработила Русија, наспроти 309 милиарди што добива Украина како помош.
на светско ниво. И ги има разложено од НАТО државите, пак членките на НАТО, Русија заработила 335 милиарди долари, а Украина добила помош само 236 милиарди. ЕУ државите па уште подрастично потрошиле на руски газ и нафта 233 милиарди, додека за Украина издвоиле само 73 милиарди. И тоа, ова се информации само официјални официјални информации што мора да се видат. Каде тука имаме дополнително преработки, нафтени преработки кои од разни земји, потоа руската нафта стига во Европа. Имаме преку гасоводот. Лукойл во Северна Македонија. Да. Секаде и како преработки, како дури нафта од други земји, всушност нафта од Русија, која само ја ребрандирала некаде по пат. Точно Значи, така. Тоа е, како да кажам, таа дупка што постои во финансирањето на одбраната на Украина, колку и да се дава на Украина, а гледаме дека има противници и во Европа, Фицо, Орбан и компанија, и во САД, нели, републиканците и пред да дојдат на власт беа против да се меѓутоа за друга страна финансирањето на рускиот газ, на руската војна во Украина преку купување на руски фосилни горива не стивнува. Значи дури не се ни намалува. Види, во принцип не заборавај на тоа дека Русија и продава нафта и газ и суровини на Кина, меѓутоа и на Индија, меѓутоа мора да знаеме дека без оглед на тоа што руската пропаганда се обидува да ги прикаже санкциите како неефективни и дека не трпи последици од тоа, сепак треба да знаеме дека руската економија е во слободен пад, дека таа е прегреана и дека и за тоа имаше една анализа пред некое време на Цивил Медија. И исто така, види, имаше еден британски професор по економија кој своевремено изјави дека продажбата на нафта и газ на Кина по оние цени по кои Кина ги откупува овие суровини е таква што на подолги патеки може да нанесе сериозни штети. Тие во еден момент нафтата стаса до толку ниска цена што беше поскапо да ја се произведе отколку што се продавала. Така што да, ова се алармантни податоци, алармантна... Тука не е земено обзир Кина и Индија. Значи, НАТО држави и ЕУ држави. Да, знам, само сакав да направам паралела. Сакав да... Тоа е алармантно што го зборуваш и тоа, пази, све тоа е намалено, драстично намалено во поглед на тоа како било пред 2014, а после тоа пред 2022 година. Може да замислиш колку всушност Европа ги користела руските суровини пред тоа. Ако ова сега е со таков обем, а обемот пред тоа беше неспоредливо поголем. Заради тоа, овој твој сепак алармантен извештај може да се гледа барем од два агли. Да, алармантно е, така е, меѓутоа во споредба со некое минато, ова е сепак голем скок напред. Ти благодарам за овие анализи, Драган, како што реков, навистина тоа е алармантно, но споредено со некои минати времења, да повторам,
ова сепак е голема разлика. Голема разлика, голем удар, може да замислиме колку всушност би бил тој износ на пари кога не би имало санкции. Се разбира дека имаме уште долг пат, а за жал со секој ден, со секоја минута од оваа војна санкции, ударени се по другите индустрии, не е само Така. нафтата и примерот беше конкретно за нафтата и газот. Да, добро е да се знае и ова, добро е да се има предвид. Меѓутоа, во секој случај, санкциите мора да бидат порешителни, поефективни. Тоа, впрочем, го препорачува и Defending Democracy Global Initiative, во која ние учествуваме како коосновачи, заедно со уште две организации од Германија и интернационалната New European People's Forum. Таму имаме и препораки кои до меѓународната заедница кои во детали зборуваат за тоа како треба да изгледа овој сегмент или ова област од политиката на глобално ниво визави руската агресија. Добро, колешки и колеги, повелете ако имате уште некое прашање или поента да додадете. Мислам дека Зоран се спрема да додаде нешто. Еве го. За да завршам, за да се ослободам, се шегувам кратко. Само што дојде вест од Софија, седница на бугарскиот парламент, вчера или завчера беше најавена и нивна резолуција околу ова гужвие што се подготвуваат и оптимизмот македонски за Страсбура, што претходно го говоревме. Бугарите усвоиле резолуција во која практично, за жал, се потврдува уште една загубена македонска година за нашите евроинтеграции и се потврдува едно фиаско на двојецот демагози Мицкоски и Мусонски. Именно во резолуцијата на бугарскиот парламент пред малку усвоена буквално стои дека европскиот консенсус е договор практично меѓу земјата кандидат за членство во ЕУ, значи на Македонија од една страна и на Европската унија како целина од друга страна, и затоа таму се вели дека ова не представува билатерално прашање, како што цело време, цела година го форсираат двоецот Мицкоски и Мусонски. Меѓу другото, таму уште се додава во таа резолуција дека европскиот консенсус се заснива на заклучоците од Советна од јули 2002 година, значи рамковниот и така натаму, и доаѓаат до 1 август 2017 со билатералната спогодба. Значи, она што и ние, еден грст новинари, колумнисти, некои аналитичари од време на време, по некој професор од факултетите, кога зборува дека нема шанса да го употребува терминот билатерализација, затоа што по француската рамка тоа е прашање на интернационализација, практично на Македонија и Европската унија, не на Македонија и Бугарија. Значи Скопје и Брисел, не Скопје и Софија. Упорно, дури да не е тоа, оваа власт не турка во скутот на преговори со Бугарија, наместо нашиот пат да го продолжиме заедно со другите членки на Европската унија и за секој спор да имаме сведоци на небулозните бугарски барања за идентитет, избори, јазик и така нетаму. Сега, значи, не туркаат. Дури јас почнувам да се сомневам, не од сега, оддамна, имам напишан неколку пати околу тоа нешто, дека некој нарочно да не трга од Европа, не бута пак во Софија, во Бугарија, од пред не знам колку, 50, 80, 100 и колку години насад. Тоа сакав да кажам, дека мислам дека запечатено е прашањето околу либерализација и овие изјавите што и европските бюрократи или функционери и другите наши, условно да речем, пријатели во Европската унија велат дека ќе направат се со Бугарија да најдеме некое разумно решение, и тие на крај ќе се држат до ова што сега произлезе денеска од Софија, дека прашањето не е билатерално и дека прашањето е прашање на нашата земја со Брисел, со Европската унија, а не со Софија. Значи Софија со ова денеска реши натаму да не игнорира до крај
на нашите барања, дали некој ќе посредува или нема да посредува, или тоа што Орбан вчера изјави да живее Македонија, нели? И сега сите паѓаме во несвест ние, нели? Некој ни спомна Македонија дури без Северна. Благодарам, Џабир. Благодарам тебе за сосема нова вест. Уште еден показател дека колегиум е динамично собирање на овие колешки колеги кои и во текот на самото издание имаме нови вести, имавме една таква ситуација некаде пред 6, 7, 8 изданија, кога дојде ексклузивна вест, мислам дека бевме меѓу првите, ако не и први, што објавивме дека Радмила Шекеринска стана заменик генерален секретар на НАТО. Имавме и неколку други такви ситуации, сега во моментов не ми текнуваат. Се извинувам. Како и да, јас мислам дека сме на крајот. Нека ме прекине некој ако мисли дека не сме на крајот. Ако се согласувате, тоа со оваа вест јас би го привршил нашиот колегиум. Слободата нема цена, демократијата нема замена. Ова беше Колегиум, подкаст на Цивил Медија. До следниот пат. Довидување.